Стефче. Денес те викнав. За локу. Не е за лук. Затоа што многу добро се покажавме претходниот пат на сцена и сега ова од релевантни луѓе. Добивме совет дека покрај талентни требите и знаење да имаме. Мора да обезбедиме основни познавања во областа на театарот и на филмот. По-добро, бате Стрезо, јас се си знам сега ако не... Чекај малку, полека, се си знаел. Ако све знаеш, тоа вака ќе направим. Јас тебе ќе ти поставувам прашање. Убаво сам. За секој точен одговор ќе си земиш локумче. И ќе си олапниш. За секој погрешен одговор, јас земам локумче и јас ќе си лапнам. Шекер ке фатам. Ајде. Ајде бе, ајде да видиме. Слушаш? Да. Седам ја вака, сам на клупа. И доаѓа двајца милиционери. Добар дан, друже, кажам добар дан. Тетовирање. Браво! Абе, ти викам јас шекер ке фатам. Извини, Пиги, морално беше. Нема врска што ми се извинуваш, што се погодив кој човек, си јадам. Среќна нова 49. Абе, добро, ај следно. Не можам, Петко. Не можам. Што не можам, Стефан се викам, кој е Петко? Следно... Исправи се Делфина. Ама нема, ба ти, кажи пред да кажеш реплика, се не можам ако... Ајде. Дали ćemo 50-50? Зошто 50-50 си јапнав од... Јас едно неа махна тоа ебате. Затоа што е Балканкан. Ај. Носи ја на кебапи у турска чаршија. Кого бе да носам на кебап? Ја се осеќа ко кинеска краљица. Бе, која кинеска краљица, дај локум да апне, бе, човек. Само уништување. Ба. Ајде следно. Бекни ме, ќе ми снема лента. Тетовирање. Погоди, едно и то исто, два пати. Ајде уште. Може ли ја едно се? Ајде, Дај локумот. не ја пипај чинијата. Добро. Дај локумот. Тетовирање, бе, бате Стрезо. Ево, ја пипам чинијата. И што би рекол ти, пањцата. Ја пипај пањцата. Пањцата. Да. Кај си бе сук? Кај си бе суртук еден керата? Македонски народни приказни. Дидиме мајкуно старава дури за регистрација стигнало во Фомбево. Абе, Стефче, те чекам. Пали, парно. Цел живот те чекам, ајде. Здраво. Бре, полека, бре, Леле, дуот ми го истаде, море дете. Леле, почу. Шо вика, шо е сега? Абе, шо е со Ана, бе, бате Стрезо? Ана не е тука, ама зато имам слика на нејзино место. Види, решив да се занимавам и јас малце со уметност, да ти кажам право. Ликовњак има да ти бидам и сега си планирам да направам една изложбица, така фино, да видам како ќе поминете. Абе, кој ликовњак, бе, дандалот ми го зема, бе, гледаш дека не можем на себе да си доам. Немаш гајде, бе. Мислев дека Ана нешто си е овакво, бе. Не, ја носам сега на проценка слика. Абе, на каква проценка ќе ја возиме низ Скопје слика? Шо ти е тебе? Абе, на проценка ме интересира колку пари е, зато. И шо ќе правиш после, ќе ја продаваш? Па, парица некоја бе, зашо да не? Бате Стрезо, Шо? Ана више направи прилог за ова, не се прави паметен. Кај што не те бива, не се меши. Поарно ќе го изгледаме прилогот на Ана, па после кажи што ќе правиш со сликата. И дај вози негде да купам некоја вода, гледаш дека на себе не може да си до. Ајде, ојме, ајде. Па! Што се дереш, бе? Сега не икаш, појки. Еј, стварно. Големи платна со реално насликани предели. Предели кои асоцираат на бескрајна слобода. Токму еднаква на статусот на ликовниот уметник Александар Зафировски.
Сликарската вештина која наликува на старите мајстори му ги донесе сите домашни ликовни награди и многобројни меѓународни признанија. Од ателјето во Скопје ги слика своите ремек дела, токму посветен на независноста и слободата. Независен или слободен, знаеш. Тоа е да си слободен, значи да си слободен и во Македонија и надвор од Македонија. Да ти е мислата слободна, да ти е погледот слободен. Самата професија моја слободен уметник, нели? Овакво е, се го има тоа во описот на таа слобода. Процес во кој што се случува таа слобода и таа независност се одржува. Сам си ги местиш работите и си реален и работите си се местат. Знаеш, си доаѓаат со работа, со интензивна работа, со посветеност, со гледање, со доживување, со примање на тоа што ќе го видиш. Сакам да бидам јас ова, ќе стигнам јас до овдека, можам да бидам тоа. И можеби, знаеш, да немаш страф, да си храбар и да веруваш во себе. Делата на Александар најчесто се наоѓаат во европските центри. Уникатниот израз го однесе и до кралските аукции, престижните изложби и го постави на излозите на галериите, каде негови купувачи се вистински сладокусци на уметност. Во Франција со години таму во 3 галерии сум, во Белгија, во Шведска, сега бев во Шведска, се вратив од таму, бев сега во Дубај и тоа е европскиот пазар и големиот светски пазар е нештото што се нуди, што може цел свет да го види тоа. Без разлика каде се наоѓа галеријата, доаѓаат многу луѓе од целиот свет. И кога сликата е поставена во галеријата или на излог, тоа е како реклама во живо, знаеш. 300-500 луѓе денот поминуваат на улицата и ќе погледнат во сликата и немаш потреба од онлайн рекламирање или било каков маркетинг, бидејќи луѓето во живо го доживуваат тоа. Галеристите за него велат дека ликовниот израз на платната му е чист, неизвалкан, девствен, многу моќен и ја носи убавината, непосредно, блиску. Стилот на сликање е различен од останатиот светски пазар што се нуди, од останатата уметност што е присутна на пазарот, начинот на кој што сликан и доживувањето на тоа што го представувам. Мотивите, пределите, се е тоа поинаку од тоа што се нуди. И можеби да кажам различноста од останатата уметност, значи од останатата популарна уметност. Јас имам некој класичен пристап, класично доживување кон уметноста, но го пакувам во некои современи овакво рамки. Сакаат да ги допрат сликите, сакаат да го доживеат движењето на тревата што ја правам. Се ги доживува како враќање на спомените, одржување на споменот. И кога сликите стигнуваат до прибирливите светски колекционери, дали сонот на Александар за слободен уметник е остварен? Се уште сонувам. Да, се уште сонувам и работам на тоа. И работам на својот мир, кој што кажав претходно, и тоа е на слободата, на одржување, тоа и тоа мислам дека е најубавиот сон. И зад слободата на неговите ливади, бескрајни полиња со лаванди и неговите светови, има многу посветеност, работа и квалитет, која независноста ја прави реалност. Независна културна сцена во нашава земја. Тема за која што јас мислам дека најсоодветна е Билјана Тануровска-Ќелавковски да зборуваме, затоа што 20 години Локомотива значи еден сериозен живот на таа сцена и обидување на некој начин да се издржат сите турбуленции кои што следуваат на тој пат. Тој сектор е полн со фриленсери, односно слободни уметници и културни работници. Таа сцена дава, како да кажам, ги дава боите и обојува поинаку, затоа што тука настануваат некои нови работи, она кое што нови, не го сакам како збор, меѓутоа нешто кое што никнува одново или, не знам, хибридира, можеме да кажеме, или можеби, не знам, се поврзува поинаку. Тука се јавуваат некои и релациони пракси, значи она кое што можеме во институции да видиме дека е дисциплински одредено или по она традиционално, повеќе конзервативно гледање на уметностите, овдека наставуваат некои нови форми, истражувања, експерименти. И како да кажам, тоа е трамполината од каде што понатака, не знам, одскокнуваат новини кои што можеме да ги видиме. Добро, во Македонија независната културна сцена е не многу силна, ќе се дозволам да кажам, затоа што особено можеби последниве неколку години таа како да се зајакнува
меѓутоа не беше препознаена доскоро. Локомотива е еден од пионерите токму во тој контекст. Па можам да се сложам дека не е јака само финансиски, меѓутоа е јака во своето действување, долго действува. Мислам, од крајот на 90-тите па почетокот на 2000-те постојат неколку организации кои што се уште екзистираат на сцената. Локомотива е една од нив и тоа е навистина еден храбар подвиг за овда, поради тоа што многу често сум учествувала во некои дебати каде што се велело па што прават тие, па знаете, се плашиме секогаш од непознатото, наместо да нурнеме да видиме стварно што тука постоја. Постојат одлични работи, одлични уметници, не знам, одлични пракси на работење, кои што и меѓународно се многу препознаени. И сега спомена дека финансиите се најголемиот предизвик со кој што се соочувате. Како до финансии? Како 20 години Локомотива наоѓаше и што се вам ви е дадено како можност за екзистенција? Па, овдешните можности не се многу, односно навистина се минимални. Единствени параметри по кои што ние се, не знам, движиме се оние меѓународните, па така работиме на меѓународно ниво, пред се преку соработнички проекти кои што се од Европската Унија, на Еразмус плюс, Креативна Европа и така натаму. И Локомотива и регионално сплотени сме во мрежи, во платформи, на таков начин поддршката постоеше, иначе долго време, например, имаше години како Локомотива не добиваше ни една национална поддршка. Но од една страна тоа нас ни овозможи да станеме некој вид на, што знам, експертин, може би не е соодветен збор, ама можем и да кажам и скромно, нескромно дека сме, за меѓународни проекти, за соработка, за европски проекти, па на таков начин до негдека се овозможуваат работите, но секогаш и само со меѓународна соработка, што е многу чудно. Културата е нашиот најсилен адут како земја. Од една страна, од друга страна пак Скопје во 28 треба да биде европска престолнина на културата, а тенденциите на ниво на Европа се токму под поддршка и развивање на таа независна културна сцена. Дали можеби хибридни институции се решение? Затоа што такви некакви партнерства ќе овозможат и решавање на оној клучен проблем со кој што вие се соочувате, тоа е простор. Да. Кај нас може да се понудат преку Скопје, град на културата 2028 различни решенија. Еден од нив се просторите. Знам, ја работев како ментор на една школа која што е за се однесува на фестивали, од Брисел е меѓународна и бевме во Елевсина, која беше еден од градовите на култура. Некои од нив се позитивни примери доколку на вистина се почне на време да се комуницира со секторот, односно со сите нас кои што действуваме, поготово со оние кои што веќе долго работат на меѓународно ниво, затоа што тој проект е меѓународен. И кога ќе видиме како практично не е едно решение, него заедно можеме да понудиме повеќе решенија, мислам дека така ќе идеме напред. Хибридни институции се едни од решенијата кои што, например, еве тоа е Јадро, веќе постои една на локално ниво на општина Центар, која што ја создаде Асоциацијата на независната културна сцена Јадро. Меѓутоа, тоа е еден модел. Постојат, например, и други каде што може да се даде јавна институција да ја води независниот сектор. Сега се јавуваат и креативни индустрии, па таму може да се јават некои други типови на институции кои што се, не знам, хабови, односно тоа се простори каде што млади доаѓаат, може да ги користат, таму да се внедруваат нови иницијативи и така натаму. Значи, што се однесува до простор на вистина е жалосно кај нас, затоа што јас работам највеќе центрирано во изведувачки уметности. Ние денес када повикаме некој да дојде на резиденција, немаме каде да дадеме простор. Доколку не постојат пријатели, колеги, соработници со кои што комуницираме, кои што може да ни овозможат кратка соработка и така натаму. А тогаш која е крајната цел на независната културна сцена?
Мислам дека нема крајна цел независната културна сцена, него целта е секогаш одново да експериментира, да наоѓа нови, начини на тоа како може да се развива уметноста, да се предизвикува нешто ново. И мислам дека целта е поставување на нови прашања кои што може да дадат одговори во полето на културата, а секогаш да се поврзани со општеството и со социоекономските, односно политичките услови во кои што настанува културата и уметноста. Ние во оваа емисија го правиме тој колаж на различни сегменти со кои што се обидуваме да дадеме некаква поголема визибилност, видливост на сите оние кои што делуваат на оваа независна културна сцена и мислам дека кога вака човек ќе ве собере, стварно имаме големи потенцијали кои што треба да бидат искористени. Нека ви трае ентузијазмот, само тоа ве води напред. Фала, да, благодарам и се надевам дека ќе ни трае ентузијазмот и дека ќе биде поддржан тој ентузијазам, не само финансиски, туку и со сите овие други нормативни, да речам, елементи кои што ќе ни помогнат да работиме подобро. Бате Стрезо, ние го сакаме овој настанок наш да го продаеме. Мора да некој рекламче да снимиме, некој видевце, нешто, некој материјал, так, нешто постер некој добар да направиме, ме сваќаш? Значи нешто графички издизајнирано дали да биде, не знам. Мора некако да го пласирам ја на социјалните мрежи за да се продае. Не може подруго. Значи дај некоја идеја ако имаш. Дај некоја идеја. Имам јас полно идеи во глава, не знам како да ги истам за да се Ти графички кажеш како направи. да ги истаиш. Радички, јас сум слушнала за оние private print студио. Тие работат се што е врзано со современа уметност. Веројатно имаат и знаење и имаат и луѓе како тоа да се спакува. За предлог. Ете, ој мекајни. Па овој мекајнив, ама пак треба ги истаиш идеите за да те слушнат луѓето за да Ќе искреираат. седнете ке им кажете. Па е вози кај. Прават принт студио. Да. Вози Бате Стрезо. Живци искина со детева да днеска не може. Private Print е независен издавач, специјализиран за уметнички книги кај нас. Веќе е препознаен и на меѓународната сцена, поради практиките во современата уметност и графичкиот дизајн. Ова е нивната приказна. Она што можеме да го забележиме и на што ги базираме нашите активности, уште од самите почетоци, е дека има недостиг на нови видови на културни производи кај нас, но и на нови модели на функционирање и на културни практики на нашата сцена. Исто така, многу битна забелешка или недостиг е недоволното имплементирање на темите од важно за општеството, општествено релевантните теми. И во сите тие, во целиот тој склоп, заедно со малата сцена, ограничените можности на сцената, од таму ни доаѓа поттикот на развој на нашите главни насоки на работа, а тоа е да бидеме платформа за поддршка претежно на младата македонска независна уметничка сцена, со тоа што би развиле нови начини и разновидност на самата сцена, но и поголема меѓународна соработка. Успехот на нивното досегашно работење изминативе 8 години може да се мери во награди кои ги носат уметниците зад кои тие застанале и се разбира во отворањето на нови простори за нивна меѓународна промоција. Горди сме и можеме да го измериме тоа како влијание некое кое што сме го направиле на независната културна сцена и преку понатамошната работа на уметниците со кои што сме соработувале, нивните идни проекти кои што некогаш потекнуваат од самата идеја која што сме развиле со книгата, но и се или понатаму во поинаква насока, со изложби, нивно присуство на сцената, но и со награди кои што ги добиваат, како што е на пример во последниве неколку години наградата за млад визуелен уметник денес. Номинираните и добитниците се дел од номинираните и добитниците се дел од нашите соработници и уметници, како на пример Елена Чемерска во 21 година, Ивана Мирчевска и последнава година ја добија Ѓорги Десподов и Клелија Живковиќ.
Младите ликовни уметници слободно може да се потпрат на private print, затоа што тие се стожерна тула во градењето на силна и влијателна, независна културна сцена. Имаме еден познаник кој што може баш соодветно да ви ја представи независната театарска сцена во нашава земја и сите предизвици со кои што таа се соочува тука. Можам да ве запознам со Петар од Пресврт. Сакате? Ова е Петар Антевски. Тој е продуцент и со своето театарско здружение Пресврт со години обстојува на независната театарска сцена во Македонија. Животот на здруженијето е постојана борба за финансиски средства од државниот и приватниот сектор, но и борба со неговиот ентузијазам, кој никако не запира. Тој не само што не ја сака сигурноста на театарските институции, туку работи и дава безрезервна поддршка на невработените актери во земјава. Ние се занимаваме со нешто што е современо, нешто што е тука и сега, нешто што нас не боли, публиката ја боли, нешто на кое и се занимаваме со прашања за кој денес бараме одговор. Не нешто што одамна на некој начин го има пројдено својот рок, ајде да така да се изразам. И апсолутно независната сцена може да понуди на публиката теми, освестување, разговор и малце повеќе утеха во ова тешко време во кое живееме. За да се функционира како сите независни театарски сцени во Европа или пак како оние во регионот, треба пред се да се крене свесноста на домашната публика, дека постои сцена која не е врзана со театарските згради. И затоа мислам дека е многу важно ние кои работиме на независната сцена да што повеќе го промовираме тој театар и гледам поместување полека дека што повеќе дека повеќе луѓе доаѓаат на представите, со тоа и нас не тоа мотив да работиме подобро и подобро. Апсолутно сме свесни дека квалитетот на представата го детерминира бројот на публика кој ќе дојде и затоа се трудиме да со малиот број на ресурси да го извадиме она што е најдобро од нас. И уметнички и искуствено за публиката која доаѓа. Младоста последна умира е нивната нова представа. Таа е тематска и зборува за нашиот систем на вредности, еден вид коректор на општеството, а пак уметнички покажува дека може да се носиме рамо до рамо со продукциите на светските независни сцени. Слушай, много се добри, реално правим, мојот партали правим. Чекај, ако се тие дечките Гола планина... Да бе, Гола планина колектив. Ги знам кои се. Тие се амбициозни, баш визионерски настроени млади луѓе кои што сакаат да направат раздвижување на музичкава сцена кај нас. Не го кажи му го тоа. Ај, Оти има некој појма нема. прати му ги за да ги чуе. Ке ти ги пратам сега, бате Стрезо. Алтернативните музички групи од Скопје се обединети под капата на колективот Гола планина. Здружени преку музиката која ја создаваат, тие стануваат двигатели на случувањата на независната музичка сцена кај нас. Мартин Џорлев е предводник на движењето на млади музичари, кое има 19 бенда. И сите до еден активно работат на домашната, но веќе и на европската сцена. Имаме секако социјални мрежи, профили, Инстаграм, Фейсбук, се тоа. Таму може да се запознаат отприлика со нашето творење на разни стриминг платформи за музика, но сметам дека најдобриот начин да се запознаат луѓето со нас е да дојдат на било каков настан, бидејќи некој од нас сигурно е таму, конкретно за настан на младата музичка сцена, на алтернативната музичка сцена. Секој пат имало барем некој од нас таму кој што пробува да ја шири таа порака на младата сцена. Во
поразвиените европски земји, прво се трошат доста пари за маркетинг и за рекламирање на тие млади бендови, што си носи своји и можеби негативни последици, но барем има ширење на некоја култура, но истовремено и експорт агенција немаме, односно апарат кој што ни дозволува да праќаме бендови, уметници и музичари надвор од државата со помош на фондови, да речеме, и европски фондови и слично. Нема многу да досегам за бирократските нешта, но мислам дека тоа е главната разлика. Не е дека имаме помалку култура или помалку потенцијална култура, еве ќе речам, бидејќи не е уште реализирана, туку само се уште не се правите коцки поставени за да може да се изгради таа култура, а потенцијата е там. Отворете ги ушите. Креативната културна борба се случува сега и овде, на независната музичка сцена. Не ту го фаќа и на тие металните, ќе скиниш некоја жица од Николчета и гитара ведваја најдовме. Па ти стрезо, дај бе, не ми зборуј на штимер бе, како ќе наштимам? Ај кај шо да направиме, ајде и да го направиме, имам работа, ајде. Арнај, значи слушај сега бате стрезо, тоа уживо публика ништо, демоде, тоа е аут, значи не постои. Сега одиме лайв, значи во живо одиме, гледаш камерата таму. И сега Даре ќе не пушти лайв и ќе се уклучат бате стрезо 4-5 луѓе ќе не гледаат. И пази сега, ние ќе им пееме тука, ќе им свириме и они бате стрезо дека гледаат ќе ни донираат нас. По 1 евро да ни дадат сите, знаеш колку пари се тоа? Ќе се намлатиме пари. Само слушај, ако не прашаат, ние ова го правиме за љубов. Готово. Значи ова ние за пари за љубов. Никакви пари. Не, пари не ме да видиме, ние само за љубов работиме, сакаме уметноста и тоа е тоа. Значи на греота, само емоција и песната е. Таква е научили песната? Ја знам, ајде. Ајде, добро. Значи ќе му викнам на Даре сен, исправи се го. Даре, пуштај. Иде веќе 2 минути. Добра ви вечер на сите. Јас сум Стефче, ова е Бате Стрезо, ние вечерва за вас ќе правиме едно кратко шоу. На почетоков имавте интро, скетч, а сега опуштете се и уживајте. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, in some point, you're gonna need somebody to stand by you. When the night is gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. By me, oh, stand by me, oh, stand by me. If the sky that we look upon should crumble and fall, all the mountains they should tumble to the sea. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. By me. Тоа беше тоа за вечерашното шоу. Фала ви многу што ме следевте. Шириме љубов и насмевки.